Ловджиите обезбедувањето, колекционерите, тие што го користат за спорт стрелање, како и корисниците на воздушни пушки до 12 април треба да поднесат барање за нови дозволи. Станува збор за три типа на дозволи и тоа за носење, поседување и колекционерска. Само 25% од граѓаните кои имаат дозвола за оружје замениле старата со нова, најголем број од нив ловджиите. Сите оние кои нема да го испочитуваат рокот, а дозволите им се постари од 10 години, казните се парични и се движат од 600 до 1000 евра. Од МВР велат дека ќе им излезат во пресрет на граѓаните, иако не се постигне со обработка на барањата, рокот ќе биде продолжен. И покрај тоа што Министерството за внатрешни работи во повеќето градови низ Републиката ги повикува граѓаните врз основа на евиденцијата која што ја има, меѓутоа одзивот на граѓаните беше послаб. Од тие причини рокот се продолжи од 2007 до 2010 до 2017 година и сега на 12 април излегува последниот рок во кој граѓаните треба да поднесат барање. Македонија е земја со среден интерес за поседување на оружје. Најмногу се купуваат ловечки пушки за ловење на крупен дивеч и птици, потоа пиштоли за стрелање од спорт, па за приватно обезбедување. Оружјето е најмногу барано по регионите каде се лови дивеч, како Струга, Кичево, Свети Николе. Од МВР не можат да кажат колку парчиња легално оружје има во земјава, бидејќи на една дозвола може да се поседува и до 10 парчиња. Според законот, оружје може да поседуваат полнолетни со лекарско уверение, потврда за неосудуваност, доказ за деловна способност и техничко познавање да ракува. Оружјето може привремено или трајно да биде одземено во случај на пресуда за вина, па дури и во некои случаеви кога ловджиите се самоповредуваат.